Колега пратеник, со каков восхит говоревте и величавте, ќе се обидам да ве цитирам, правилната водена економска политика на оваа влада. А де факто, во стилот на Гебелс, се обидовте по 100 пат да ја повторите истата една лага. Да убедите колку во Република Македонија последните 8 години подобро се живе. Лицитиравте со бројки, успеав неколку да ги нотирам. Говоревте дека во овој буџет 2 милиони денари во Министерството за информатичко општество и администрација ќе се дадело за лаборатории, испитување. Кого лажете? Каде живеете? Од каде доаѓате? Знаете ли дека граѓаните во Република Македонија се најсиромашните граѓани на Европа? Колега пратеник, доаѓате од Охрид. 8 години пратеник, нити една осмина амандман не сте побарале за Охрид. А тука се восхитувате на тоа дека повторно и во овој буџет ќе се издвојува за изградба на плажи во Скопје. И во овој буџет пратеникот Николовски од Охрид ќе се радува на македонското село на падините на Водно. И овој буџет, охридскиот пратеник шлука дека по 5 пат од буџетот ќе има пари за Стар театар, 10 милиони евра за економска промоција на влада, шпански скали во Скопје, филхармонија во Скопје, панорамско тркало во Скопје. Тука лежи трагедијата овие последни 8 години. Во манипулациите и полувистините и лагите, со кои се обидувате да кажете дека некој води на вистина правилна економска политика, во која 18 милиарди евра до сега ги потрошивте на лажен сјај, барок и инвестиција во осиромашување на секој граѓанин. 18 милиарди евра, а дополнително живееме на кредит. Водоводите, патиштата, енергетските зафаќања, сето тоа е на кредит. Ај што ги трошите парите, ама и она што задолжувате генерации и генерации кои доаѓаат, говорат само за едно. Како никогаш до сега не се води по-погрешна економска политика, недомаќинска, бездушна политика со која се обидувате да го држите народот гладен, гол и бос. Бидејќи таков народ најлесно се манипулира. Ама тоа не во демокрација.